Воспитувачките и негователките кои го поддржаа штрајкот на СОНК се подготвуваат да излезат на протест пред седиштето на синдикатот, зашто се уште не ја земале платата за април. Дополнително до нив пристигнале информации дека за период на штрајкот личните доходи ќе им бидат намалени за 2 до 4.000 денари. Се чувствуваме предадени. Колегите од образование платата за април ја добија во целост без никакво кратење и на време, а ние од градинките се уште немаме земено плата за април, велат дел од вработените во допис до медиумите. Од друга страна, од СОНК се децидни дека доколку не се договореле со Министерството, вработените кои штрекувале воопшто и немало да добијат плата за деновите на штрајк. Согласно закон и колективен договор за детска заштита, за време на штрајк не беа предвидени исплата на дневници за вработените кои што штрекуваат. За разлика од основно и средно образование, каде што е уредено со колективните договори. Од таа причина ние направивме измени и дополнување на колективниот договор и за време на штрајк треба да се исплати плата за колегите кои што биле во штрајк. Меѓутоа, испадна дека дел е намалена затоа што придонесите и даноците од плата се плаќаат на онака како што беше по Закон за детска заштита, според минималната основица за плаќање на придонеси. Според Неделков, сумата која овој месец е намалена ќе биде надополнета наредниот. Останатиот дел од средствата кои што ќе бидат скратени овој месец да се исплатат во следниот месец, значи со мајска плата, каде што колешките колегите заради зголемен обем на работа ќе добијат преку време на работа практично и ќе ги добијат средствата. Станува збор за околу 2000 вработени во градинките кои не згрижуваат дечиња за време на штрајк, иако според закон беа обврзани на тоа. Со постигнатиот договор и тие ќе добијат зголемување на платите од септември за 15%. Инаку платата на негователките во градинките во моментов изнесува 18.821 денар, а на воспитувачките 24.900 денари.